Мислам дека има многу индикатори кои покажуваат и најавуваат дека таа влада многу тешко ќе владае подолго време, пред се ради разликите кои објективно постојат меѓу коалицијските партнери, кои мислам дека во почетокот секако ќе се состави влада, бидејќи зад сите нив стои еден меѓународен фактор кој тоа ќе го диктира, али понатака во секојдневната работа мислам дека ќе биде многу тешко да се одржи таа кохезија, многу тешко ќе биде да се најдат заеднички чекори и дека многу лесно ние брзо ќе одиме према нови избори и ми се чини дека таквиот развој ќе биде во интерес на целото општество. Тоа прашање не можам да ги одговорам осем како шпекулација. Ја мислам дека ќе обстане толку колку што е мандатот и нема брзо да се смени и тоа е илузија дека веднаш ќе влеземе во некакви нови изборни процеси. Напротив, и тешко се изборија овие констелации ја мислам дека ќе оттераат мандатот до крај. Оваа влада воведе еден нов ниво на активности, иако мнозина се подсмева на она 7-24, тие така навистина функционира и велам во многу области постигна извонредни резултати, кои се неспоредливи во овие наше 25 година самостојност, меѓутоа имаше и грешки, имаше и пропусти и мислам дека токму на тие пропусти, али пред се на интересите на странскиот фактор дојде и ова што се случува последниве неколку година, длабока криза и една практички насилна промена на власта. Па ние влеговме во едно искуство на авторитарен популизам, тоа е авторитарен политички систем, ние го нарекуваме полудиктатура, мека диктатура, со фасада на демократија, каде што владечката партија која има намера да ги представува целиот народ како органско единство, во теорија е позната таа шмитовска формула на органско единство на народот, се претвара во еден монструм која окупира, која колонизира целата држава. И ние имаме заробена држава во која демократските институции не може да функционираат на нормален начин, да дојде до смена. Таквата власт нема на својата агенда мирно предавање на власта која ќе изгуби, што се случи кај нас очигледно, по книга е тоа така. И практично колабиравме во еден систем од 10 години кој не врати назад на политичката регионална и домашна сцена неверојатно загрозувачки и депресивно. Ние сме сега на ниво на Косово, а бевме пред Хрватска. Ова многу тешко ќе функционира, ќе видиме како ќе отработите, меѓутоа мислам дека странскиот фактор кој е де факто зад новата влада, кој и него крие тоа, нели така, ние имавме нелегален избор на спикерот на собранието, кој тие истиот момент после пола сат го верифицира, што е нешто невидено во светски размери. Мислам дека тие ќе дават голема помош, ќе дадат некои проекти, ќе направат нешто, да речеме спектакуларно, дури да е подарат оваа власт, меѓутоа велам во целина тешко мислам дека така ќе се одржи. Ист принцип да работа не може никој да има, ја не верувам дека тоа може ни приближно да се случи. Ова за жал е наше искуство кој отиде до крај, ние закруживме еден систем, тоа дури ни Босна, ни Србија не го направи, како што ние со оваа диктатура од 10 години, така што не мислам тоа никој дека може да се приближи до таа злоупотреба на власта. Сега ние ќе бидеме ставени всушност пред еден нов почеток во обнова на нашите прво институции, бидејќи ние имаме разорени институции. И тука веројатно ќе почнат прво со судството и државната администрација. Генерален реизбор е неминовен кај судството, меѓутоа пред тој генерален реизбор мора да се најде начин да се сменат така наречените судии за бесење на овој систем, а тоа е едно од 30 судии кои го држат заробен системот, да не може да се отворат процесите, да се додели правда и да се судат криминалците. Символите преку спомениците кои се поставија во државата, може би, нека бидат премногу во еден краток период, сепак покажува дека оваа држава не е без корен и мислам дека тука можеме да дискутираме за било кој споменик, меѓутоа во целина тоа беше еден исклучително позитивен потек, бидејќи ова наша држава, освен споменикот на Гоце Делчев во паркот кој беше донесен од Бугарија, ние немавме де факто ниеден символ на нашата историја, на нашата на нашите корени. Културните проекти на ВМРО-ДПМН беа од една страна криминални околу перење пари, тоа се покажува сега, тоа се скоро сите.
А второ беа штетни во смисла дека ја разниша, беа концепцијски ориентирани кон разнишување на идентитетот на македонскиот народ. И тоа е посебно штетна операција, сметајќи дека тие не сме Словени, немаме словенски јазик, него дека сме антички македонци, се обидува да тој символички круг го постават. Тоа нормално предизвика бунт, гледате сега како е тоа, нас не слават по тоа што имаме, што македонските земји измислиле македонската писменост, а не тоа што сме го измислили Александар Македонски. Во таа смисла, тој обид беше застрашувачки, тој веројатно брзо ќе пропадне, тој пропадна веќе за нивно владење, но брзо ќе пропадне и ќе се исчисти од нашата меморија брзо, со тоа што треба некои споменици кои го символизираат тоа да се тргнете исто така. Они однапред ги наплатуваат проектите, оние кои ги плаќања, кои ги даваат и на нивните автори, тие се должни половина тоа да вратат. Тој систем е познато, сега ќе се открива како се размоткува тоа клопче криминално и со Скопје 2014. Тоа треба да се види. Тешко ќе биде. Ние ќе бидеме изложени на еден подолгорочен процес на деваморовизација, кој што беше после нацизмот денацификација или после комунизмот декомунизација. Процес кој подразбира дека во образованието ќе треба да се исчистат квази институциите кои диктатурата ги созда, еден куп на државни квази факултети. Во учебниците историја и граѓанско општество треба нанова се пишуваат од оваа лажна историја која ние се обидоа да импонираат антиквизаторите. Целокупна та демеморизација во концептот на споменици и на јавните простори ќе треба да се ревидира, веројатно дел од нив да се исчистат. И во таа смисла тој процес на културна демеморизација ќе трае подолго, но е неопходен за враќање на Македонија во едно нормално либерално демократско општество, мултикултурно при тоа. Тоа не е наше да цениме, видите, тие гарнитури се меѓу себе конфронтирани, тоа е штетно на државата. Меѓутоа, тоа е нашата реалност, зад сите тие конфронтации се крие странскиот фактор кој тоа го менаџира, најстарата политичка и дипломатска доктрина е подели па владе и токму тоа нас не случи. Гледајте, оваа година добра почна. Заев премиер, веројатно Моринјо ќе дојде Скопје и третиот комплет е Груевски во Шутка. Значи, тој триаголник и годината е надежна. Тоа воопште не ме интересира, он мора да оди на судење во затвора, не во тоа со партијата воопште не ме интересира. Ја мислам дека е тој во таа смисла готов. Но правда мора да се додели. Према тоа не е прашањето не е коректно дали ќе остане на партијата. Правилно е дали ќе му се суди и дали ќе заврши во затвор. Ја мислам да.